пред се да ви кажам дека јас и Димитар сме другари од детство, од основно, па и средно школа. Дојде во прашање еден бизнис кој што јас не знаев да го работам затоа што работев во друга компанија, па се обратив кај Димитар за да заедно го направиме. Иако тој бизнис не успеа, 2007 година одлучивме да отвориме собствен бизнис. По тоа време, про наша проценка, немаше маркетинг агенција како нашата која што е маркетинг супорт, затоа ја крстивме Вија Маркетинг и одлучивме да ги супортираме компаниите со маркетинг материјали. Па, пред се треба време и треба многу истреност за да се постигне целта. У самиот почеток не дуавме на доста проблеми пошто бевме неискусни, али како се повеќе поминуваше времето и самиот минат труд, од година во година профитот се зголемуваше и доаѓаше на онова ниво кое што сакавме да го постигнеме. За успехот потребно е истреност, потребно е време, потребно е жртва и потребно е што ни на друго? Коса ќе ви падне. Кои беа клучните проблеми? Клучни проблеми во 2007 кога имав 25 години немаше многу, затоа што не бев многу озбилен, а Диме беше уште помал од мене, 2 години помал, генерацијски. Така да првите година дена, да не кажам година, 3 месеци, бевме лавави. Меѓутоа, после тоа, како започнавме да трчаме по фирмите кои си ги поставивме како некаква цел, се соочивме со големи проблеми затоа што двајцата бевме излезени од 2 фирми, различни. Со последните плати земавме една мала канцеларија, па дури ни беше ни срам да повикаме некој од тие клиенти за да видат кај се наоѓаме, па ги закажувавме на кафе негде вам. После тоа дојде и поголем проблем, каде што не можевме да ги издржиме фирмите со кои што алудиравме на нив. Па, за среќа, тогаш Халк банка застана позади нас, иако не бевме фирма со долгогодишно искуство, застана позади нас, не подржа и веруваше во нас, за да успееме каде што сме сега. Пред се мора да кажам деноноќно работење, заедно со тимот кој што сме го направиле, ако правиме муабет за нашиот тим кој што сме го створиле. Рамо до рамо, секогаш кога требало за клиентите сме излагале во пресред, па и после 12 часот навечер. Со самото тоа сме дојдени на ниво на едно пријателство. Ниту ние не би биле успешни без нашиот тим, ниту они, верувам, би биле успешни без нас како поддршка. Па пред се оваа компанија се должи на луѓето со кои што работиме, да не се они нема да постоиме и нема да работиме и да буткаме напред. Проектите кои што ни ги даваат и сервисот кој што им го нудиме ни овозможува да бидеме се подобри и подобри од ден на ден, пошто без тие проекти нема да напредуваме и нема да идеме напред. Една од главните гранки на оваа компанија и Нино што спомна дека сме супорт е сервисот кој што им го нудиме на нашите клиенти. И би сакал да кажам дека без нив нема да постоиме и нема да бидеме она што сме денес.